Каде е Мила? Не знам, секогаш доцни чеки ќе се јавам. Ало, Ива. Ало, Мила, се договоривме во 15 часот, нели? Да, во 15 часом сум точно таму. Добро, те молам само побрзо, бидејќи те чекаме веќе многу долго време. За 10 минути сум таму, ајде. Рече како е дошло за на 10 минути. Еј, не, денес четврток? Да. Имре си ја поправа тројката по математика. Дечки, извинете што доснам, нема да се повтори. Океј, ене го Емре. Се надевам нема да не види. И баш дојга на кај нас. Здраво! Емре, те молам, оди си. Зборуваме за женски работи. Што правите? Емре, те молам, тргни се. Како е кучето, дојга на кај нас. Емре, помош! Ей, Веда звони, сигурно е напишало домашно. Ајде, одговори. Ало, Веда. Ало, Мила, ми треба завоитно. Молам? Што? Ја сукај клупата на берберот. Зошто ти ја завој? Не прашвај зошто, донеси го тука итно. И треба завој, сигурно се удрила некаде. И ми рече дека кај клупите на берберот. Ајде брзо да одиме таму. Донесовте? Па не ли беше итно? Па јас само се шегував со вас. Што? Душа не излезе дур да го најдеме завојот. Па шега беше. Ти не знаеш ние колку баравме тој завој, беше последниот у последниве аптеки таму. Јас само ве тестирав да видам дали се добри другарки. Вие спаднавте добри другарки. Од сега јас вака за вас ќе правам. Дечки, помагајте! Димитар се удри и падна. Дојдете! Ајде, стој. Надевам ке биде добро. Држи го заебавте. Сега немој да користиш многу раката, затоа што ќе те боли. Добро? Добро.
Леле, како испадна ситуацијава со завојот. Не за кога е речена, туку за кога е печена. А што тоа? Дечки, да не зборуваме многу да одиме во амбуланта. Ајде брзо. Ајде, Лана Стоевска, излези на табла. Ајде, Лана, значи денеска имавте задомашно да напишете секој сам своја творба, песна, знаете. Сега денеска цел час ќе ги читаме вашите творби. Значи денеска вие сте уметници, вие сте автори на овие уметнички дела. Ја, Лана, дали си подготвена? Да. Дали ја научи или само ја напиша? Малку ја научив и ја напишав. Само ја напиша? Да, само ја напишав. Ајде, повеќе, почни. Ајде да измислуваме убави зборови. Еве вака, да биде радост наместо мака. Се што е насилно и грубо, нека го носи името љубов. Вистина ставаме наместо лага, смеја и веселба наместо тага. Болката нека е ведрина сега и сите војни да станат шега. Црното нека си остане боја, но да не тежи во душата твоја. Солзите макав срце што носат, нека се претворат во капки роса. Лана, Да? ова е песна од Видое Подгорец. Ама наставнички, јас сама ја напишав песната. Лана, ова е многу позната песна од Видое Подгорец. Седи, ќе разговараме за ова. Михаела, ти напиша песна? Да. Ја научив. Добро, сама ја пишуваше? Да. Ајде, почни. Без децата животот е тажен, како ден есенски влажен. Децата како птици ни пеат, како сонце со љубов не греат. Во светот сите деца се исти, поточени, жуборливи, чисти. Михаел, ова е песна од Нена Джамбазов, тој е познат автор. Тоа не е вистина, Самичке, јас ја сама ја напишав. А зашто се смееш? Што е смешно? Тоа што сте научиле песна од друг автор? Сакаш единица да ти ставам? Самичке, јас сама ја напишав. Седи, седи, Михаел. Ајде, има ли некој што напиша сам песна? Ајде, Маријан. Маријан сам напиша песна? Да. Да не препиша? Не. Ја научи? Да. А зошто се смееш? Не знам. Извади раце од џепови, со почит малку кон поезијата. Ајде, почни. Ветрот немирно игра со тревите, а росата бисерна посребрува со изгревите. А сонцето портокалово го поздравува светот, кога од булките на тревата распукнал цветот. Ова е песна од Рајко Јовчевски. Маријан, зошто ми викаш дека ти си ја напишал? Јас си напишав. Сега лажеш. И Лана лажеше, и Михаела лажеше, и ти лажеш. Не лажам. Ученици, што е проблемот со ова? Седи, Маријан. Баре. Што ви е денес? Ајде, Ева. Не за плагијати. Тоа се вика мамење и препишување. Ти напиша ли песна? Да, наставничке Твоја напишав. лична песна? Да, Со наставничке. своји зборови не препишуваше? Да. Ајде, почни. Синолички нежни сини, синеат поридот, бидејќи ги сина смеа, а пливнува во видот. Стоп! Ова е песна од Стојан Тарапу за Ева и ти си во групата на лажговци и крадачи. Седнува, Ева. Срамота! Јас се срамам што сум наставничка во ова оделение. Ајде, Вања! Вања, ти дали напиша песна? Да, моја лична песна, наставничка. Браво, Вања. Значи, ученици, еве Вања е денес пример како треба сами да работите. Со свој труд, со своја пот. Ајде, Вања, како ти се вика песната? Мојата мајка. Браво, Вања, преубаво име. Ајде, кажи ја. Мојата мајка е нежна и мила и незината коса е мека како свила. Таа ми дава полет сила и секогаш ќе биде моја добра вила. Вања, ова е песна од Марија Кузмановска. Не, наставниче, само Вања, исто и ти си ја препишала песната, не ми се верува. Не ја препишав. Значи, јас сега на сега ќе ви ставам единица. Ајде си. Георги, ајде излези ти. Еве наставничка. Ти не дигаше рака, дали напиша песна? Да, Да наставничка. не препиша песна? Не е собствена. Ајде да видим. Сенишка, чудно сенишка.
колесна капкана дланка. Огромен син простор, врамен во златна рамка. Браво, Георги, многу убава песна, ама многу познато ми звучи. Не наставничке, јас сам ја напишав со мој труд. Ова е песна, мислам, од Јован Стрезовски беше. Ај уште еднаш кажи ми ја? Наставничке. Еве, сенишка, чудно сенишка, колесна капкана дланка, врамен, не ми текнува сега. Значи, ја имаш препишано со се автор. Гледам од тука дека пишува Јован Стрезовски. Георги седи. На табла и гледате сите. Јас сум многу засрамена од вас. Денеска, ова што го направивте е срамно. Значи да тврдите дека туѓа песна е ваша. Тоа е нешто најсрамно. Наставничке, имаме нешто да ви кажеме. Да. Ајде кажете. Брзам, че ние се шегувавме за април и лили. Внимание, внимание! Внимание, внимание! Имаме пролетни новости за вас. Против досада најдовме спас. Тинтри Минтри отвора нова почетна група за деца од 9 до 12 години. Времето е убаво. Надвор ќе се снимаме, пред камера се смееме и нови деца примаме. Сега е вистинското време да се јавите и кај нас да се појавите. Телефонот нон-стоп ни звони. За глумење сме шампиони. Уписите се во тек. Повеќе информации на нашиот Facebook и Instagram профил. Ве чекаме! Тинтри Минтри шоу! Тинтри Минтри шоу!
Внимание, внимание! Ова не е сообщение лажно, тука е вистинско и многу важно. Кентири организира аудиција За деца кои сакаат да пеат. Знаеш да пееш? Пријави се. Знаеш да играш? Пријави се. Да, ти, токму ти можеш да се пријавиш. Треба да испеете една песна и нотната скала и да не ги пратите. Ве чекаме на Инстаграм или Фейсбук. Веднаш, побрзајте! I walked with you once upon a dream. Епа јас не знам да пеам. Драги гледачи, денеска ќе гледате дебата во Тинтери Ментери. Учесниците се Клара и Давид. Клара ќе го брани ставот дека подобро да се чуваат кучиња, а Давид ќе го брани ставот дека подобро да се чуваат мачки. За оваа дебата има 90 секунди и внимавајте, вие ќе го одберете победникот. Значи вака, поубаво според мене, поубаво е да имаш куче, затоа што секогаш кога си тажен, кога ти е лош денот, кучето е секогаш тука да ти помогне и може да го дресираш, може да се заедно да шетате, може да ти биде најдобар другар. Мачето пак има слободен карактер и може да се дочека секогаш на нозе, кога ќе падне од високо, вика дека има 9 животи. А и не разбирам зашто би било подобро да имаш маче кога кучето ти е не троши, не треба толку многу да му даваш храна. И секогаш нема врска тоа со животите, може и кучето ако падне, може нема да се повреди. Но мачето можеш да му даваш риби, а рибите можеш да ги добиеш за бесплатно ако ги ловиш. И нема треба трошиш на мачето. Па и на кучето може да му даваш секакво месо, кое можеш ти да... И ти го чува од глувци, домот ти го чува, мачето јаде глувци. Но не е убаво затоа што мачето кога ако ти јаде глувци може некогаш од подрумот да ти донесе глушец дома, например во кревет или па некоја змија. Не може зашто што ќе го изеде, а змија како ќе ти донесе? Е па така мачките секогаш ловат змии, а кучињата не ловат, кучињата ги сакаат другите животни. Мачките не ловат змии. И ретко кога се случува некој куче да... Готово. Тоа беше дебатата помеѓу Клара и Давид. А вие сега одете на нашите Facebook и Instagram профили и брзо гласајте за победникот. Здраво, да, мајката ми дозволи да влезам. Знаеш што? Купив ливче за лото. И сега гледам. Нема да верува. 30 ми се случи. Чекај! 3, добро, супер. Ама да же Симона. Стрпи се уште малку, да видиме дали ќе добијам. Ама мора ја знаеш што ми е Симона. 15. Уште 3. Чекај! 15. Близко сум за да победам. Може те молам да ти кажам. Ања, чекај! Знаеш ли колку пари ќе можем да добијам? 5 милиони денари. 18. Го имам и 18. Океј. Уште едно те молам. Ајде те молам. 6! 6 кога ме молам! Дај ме! Го добив! Не ми се верува. Добив, не ми се верува. Морам ова некој ми кажем. Мајка ми, татко ми, сите. Ајде, Ања, земи го. Немој да го земеш. Тоа не е твое.
Јас мислев дека ова е моја работа. Ања, земи го. Ања, ти не си крадец. Врати го веднаш. Зошто да го врати? Ања, твое си е. Земи го. Ања, ако го земеш, ти ќе станеш крадец, а ти си добро дете. Ама тоа не е важно. Ќе бидеш богата. Ќе имаш конј. Ања, што ќе ти е конј? Ќе го јаваш. Ќе бидеш принцеза. Ќе бидеш крадеца, не принцеза. Ќе го владееш градот. Ќе го владееш и светот. Ања, ти изгубиш другарката и довербата. Ама кој се грижи за другари и за доверба? Парите го движат светот. Не, Ања, не, леле, кого послуша? Ања? Мамо, каде е Ања? А каде е лишето? Не, чекај. Ања? Не верам дека Ања го зела лишето, ама ај ки се јавам. Ало, Ања, каде си? Ало, Ебру. Не се враќам дома. Го искав личето за лото. Дали ке тебе? Не го имам твоето лифче. Ебру, мислам дека се крши многу. Ау. Како? Ања, добре си? Како? Дој, чекај. Внимание, внимание! Внимание, внимание! Имаме пролетни новости за вас. Против досада најдовме спас. Тинтри Минтри отвара нова почетна група за деца од 9 до 12 години. Времето е убаво. Надвор ќе се снимаме, пред камера се смееме и нови деца примаме. Сега е вистинското време да се јавите и кај нас да се појавите. Телефонот нон-стоп ни звони. За глумење сме шампиони. Уписите се во тек. Повеќе информации На нашиот Facebook и Instagram профил. ве чекаме! Тинтри Минтри шоу. Тинтри Минтри шоу! Висок е и слаб, не знае да пее, рецитира рап, но со очи ми се смее. Симпатија ме вика, со мене се фали, со други се слика, а мене ми се жали. Еј ти мате, не се прави така, симпатија се чува, симпатија се сака. Еј ти мате, не се прави така, симпатија се чува, симпатија се сака. Возички ми краде, дава мафини, срце неќе да даде, крие поглед од очи сини. Љубовта не е тајна, љубовта е сила, мудростта е трајна, од секогаш така бива. Еј ти мате, не се прави така,
беше тест за другарост. Ова беше тест за другарост. Ова беше тест за другар. Ова беше тест за другарство. Не Што кажеш другарство? Спиди Гонзалес. Акција! Раката. Ајде, ова боли. Можно ли е дека сега ми звони? Еве вака. Како е печеното? Како е печено? Како искочи работава? Ајде да видиме. Сенишка, чудно сенишка. Како? Еве тя. Скрете прекинуваме, дај душе. Знаеш што купив вчера за лото? Не. Ајде, земи го. Ама, не гледаш ли Јоана? Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме Тинтири Минтири шоу. Тинтири Минтири, Тинтири Минтири, Тинтири Минтири шоу. Иде и камера исто така. Акција. Секој талент место свое сака. За супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтири Минтири, Тинтири Минтири, Тинтири Минтири шоу. Тука играта сериозно се сваќа. Секој наш филм добра порака праќа. За некому од рака да му појде, само треба кај нас да си дојде. Тинтири Минтири, Тинтири Минтири, Тинтири Минтири шоу. Тинтири Минтири, Тинтири Минтири, Тинтири Минтири шоу.